Деновиве во Струмица се случуваат градежни активности на повеќе локации во градот. Се асфалтира вкупна површина од 774 метри квадратни. Денеска поставен беше нов и втор слој на улицата Герас Цунев, на потегот од улица Сандо Масев се до улицата Боро Џони, а вчера заврши градежната работа на улицата Младинска. За престојниот период, градоначалникот информираше дека градежни активности ќе се случуваат и во некои од населените места. Денеска заедно со мојот тим советници, представници на секторот за урбанизам, сме во увид на поставување на втор слој, односно рехабилитација на улицата Герас Цунев. Станува збор за една поголема градежна офанзива во однос на рехабилитација на локалните улици во општина Струмица за 2023 година. Вчера се асфалтираше улицата Младинска, огромен потек, близу 450 метри во должина, асфалтирана е дополнително улицата Ѓорги Трајков, само како дел од овие 3-дневни активности. Секако дека продолжуваме со уште позасилена динамика и во населените места, ќе имаме асфалтирање во населено место Просениково, имавме асфалтирање во населено место Банско, Дабиле, Добрејци, покриваме буквално и села, а секако и важно е централното градско подрачје. Освен тековните градежни зафати, првиот човек на општината најави асфалтирање на прв слој на обиколницата, односно местото каде што се наоѓа ново отпочнатиот булевар, кој е на релација Струмица-Дабиле. Уште една информација која што вреди да се потенцира, неделава ќе почнеме со асфалтирање со прв слој на асфалт на обиколницата на местото каде што оградиме новиот булевар Струмица-Дабиле, што е после реакции на граѓаните сосема оправдано, оти ние сме општина која што реагира по реакциите на граѓаните. Градежните зафати кои се случуваат деновиве се со вредност од 11 милиони денари, средства обезбедени од општинскиот буџет, а во временски период од 2 години комплетно асфалтирани се локални улици со вкупен протек од 50 на километри, информираат од општината.